Денешниот изборен ден, односно денот на прегласување во општина Центар, помина со низа нерегуларности, како што предвидовме тоа и се оствари. Повторно има јавувања за демографска интервенција во општина Центар. Гледаме од сите страни доаѓаат пријавувања за други нерегуларности, агитирање, дивертирање на вниманието на гласачите, односно манипулација со информациите дека ќе се гласало на 28 април. Исто така имаме на неколку места партиски активисти на една партија им кажувале на граѓаните дека некое гласачко место било затворено, дека таму не се прегласува. Лифтовите мистериозно престануваат со работа во висококатниците во населба Капиштец, на улиците Народен фронт и Васил Ѓоргов. Агитирањето непрестано е присутно во сите места на прегласување, односно гласање за вториот круг, зборувам за Долнени. Таму во Струга нашите наблюдувачи, меѓутоа и голем број граѓани ни се јавија со информации дека е видливо присуството на полицијата, според некои јавувања дури и преголемо присуство. Имаме легитимирање на граѓани и граѓанки кои надвор од гласачките места, значи пред да дојдат на гласачкото место, евидентирање на гласачи и исто така имаме неколку случаи сериозни на попречување на работата на новинарите, односно нивно легитимирање и недозволување да снимаат, односно да си ја вршат својата новинарска работа. И исто така неколку наблюдувачи на цивил беа попречени од страна на изборните комисии на неколку избирачки места под чудни образложенија, иако има најуредна документација и од Државна изборна комисија и од цивил акредитиви без никаков проблем. Имаме доста јавувања за гласачи од Пустец, меѓутоа исто така и од Велес, Струмица и од неколку скопски општини, како што се Бутел, Аеродром и други општини кои гласаа во општина Центар. Допрва нашите мобилни тимови треба и да ги проверат сите овие информации, меѓутоа еден дел од овие информации се верификувани веќе.